Советот на општина Кочани не остана во комплетен состав за да ја доврши работата на четвртата редовна седница. Откако 15 на минути по незиното започнување, советничката група на коалицијата што ја предводи ВМРО-ДПМН ја напушти салата. Уште при утврдувањето на дневниот ред од страна на опозицијата беше побарано дел од точките да бидат повлечени. Советот на општина Кочани не смее во никој случај да расправа и одлучува по точките во продолжениот дневен ред кои се однесуваат на именување и разрешување на членови на управни и училишни одбори за лица кои веќе имаат легитимен мандат и учествуваат активно во работењето на одборите во кои се членови. Ваквиот обид за јас не велам избор, туку своеволно инсталирање на огромен број на членови на управните и училишните одбори ќе биде извршена воспротивно со Уставот, воспротивно со Законот за локална самоуправа, како воспротивно со деловникот за работа на управните и училишните одбори и воспротивно со статусот на општина Кочани. Според Митев, на досегашните членови на управните одбори не им истекол мандатот, не дале оставка, ниту пак имале неоправдано отсуство повеќе од 3 седници на одборите, поради што Советот не може на нивно место да назначува нови членови. Од советничката група на коалицијата на СДСМ пак беше побарано сите точки да се разгледуваат, бидејќи со тоа воопшто немало прекрашување на законските прописи. Ова не станува збор за партизација, бидејќи ова не е чин на вработување и чин на отпуштање од работа, туку ова е само чин на промена на управните одбори во институциите кај што за жал во изминатиот период имаме, ќе повторам, расипничко и неодговорно раководење, за кој што некој треба да сноси одговорност. Од тој аспект, значи, барам точките да останат на дневен ред. Значи, јас и ти не сме правници, меѓутоа промената на училишните одбори и на управните одбори е дефинитивно политичка одлука. Вие тука изнесовте невистини, ако имате докази, имате органи каде што можете да се произнесете и да поднесете иницијатива за проверка на сите овие работи, дали некој работел спрема законот или не. Барањето на советникот Митев за измена на дневниот ред на седницата со повлекување на точките за промена на членовите на училишните и управните одбори не доби доволен број гласови од советниците. Ваквиот чин тој го оцени како скандалозен и како обид да се избркаат вработените во последните 10 години. Како координатор на советничка група на ВМРО-ДПМН, заедно со со коалиционите партнери, демонстративно ќе напуштиме четвртата седница и со тоа ќе дадеме поддршка на сите воедно случувања во нашата држава, притворените пратеници, уметници, актери и сите граѓани и патриоти кои сакајќи да ја одбранат националниот интерес на нашата татковина Република Македонија заврши во притвор. Бараме итно стопирање на овој политички прогон, што е доказ и на денешната седница, и ослободување на сите оние политички и граѓански притвори на сите наши невини граѓани во Македонија. Благодарам. Откако советничката група на опозицијата ја напушти седницата, мнозинството во Советот ја продолжи работата по усвоениот дневен ред.